Со положување на цвеќе на спомен бистата на патронот која се наоѓа во дворот на училиштето, вработените и учениците во Општинското основно училиште Тоде Хаџитефов Кавадарци денеска го одбележаа патрониот празник. Одбележувањето на празникот на училиштето продолжи во концертната сала, каде своје обраќање пред присутните гости имаше директорката на училиштето Марија Трајкова. Животот низ кој минуваме некогаш е многу тежок, е исполнет со горчини, со страдања, со препреки, но некогаш знае да биде лесен, забавен, интересен и вреден за живење. Но ваков или таков, сите ние се стремиме кон едно подобро и посветло утре. Додека чекориме кон иднината, сите ние знаеме дека зад нас остануваат спомени и траги кои никогаш не се бришат. Спомен од минатото е и денешниот ден, 14 февруари. 14 февруари за некој е Свети Трифун, за некој е Свети Валентин, а за нас, за вработените од Општинското основно училиште Тоде Хаџитефов, е патронен празник на училиштето. Во 1920 година, денеска, значи вкупно 100 години, во 2020 година, се родил големиот борец за слобода во Тиквешијата, Тоде Хаџитефов. Никогаш нема да го заборави. Не со години, туку со децении нашето училиште го слави овој ден. Во него поминале многу генерации на наставници кои ги едуцирале нашите ученици. И уште поголем број генерации ученици кои поминале и кои денеска достојно не представуваат на секаде во општеството. Горди сме сите ние што работиме тука, што и денеска се уште има многу ученици кои не представуваат во општеството и представуваат еден светол пример за тоа како треба да се биде еден достоен човек. Воспитно-образовната работа во ова училиште тече непрекинато. Тука се сите наставници од прво до 9-то оделение и сите наши стручни соработници кои се грижат за нашите ученици и кои им даваат различни знања и искуства и пред се ги воспитуваат нашите ученици, бидејќи воспитанието денеска во современиот свет е навистина нешто што е најбитно. Секако, овие ученици не само што учествуваат во редовната настава, учествуваат во различни секции, во наставни активности, учествуваат во надпревари, почнувајќи од општинските, регионалните, понатаму, државните надпревари, па и олимпијади, поскоро сите предмети и усвојуваат вредни награди. Училиштето, за условите во кои што работи, можеме да кажеме дека е модернизирано. Секако, тука се учениците кои што представуваат втор дом за учениците. Едно пријатно катче представува и училишниот двор, каде учениците може да уживаат во сите 4 годишни времиња. Многу наставно-образовни помагала, информатички средства. Во поново време, новата спортска сала и новата модернизирана библиотека. Меѓутоа, овие модернизирани услови сами по себе не значат ништо, ако тука не е желбата, волјата и ентузијазмот на сите нас, и на вработените, и на учениците, и на родителите, и на локалната самоуправа. Училиштето соработува со многу институции во градот, со библиотека, музеи, локална самоуправа, со музичкото училиште, полициска станица, Црвен крст, здравствен дом, невладени организации. И тука во заедничка соработка се раѓаат многу проекти и многу едукативни работилници. Драги наши гости, јас можам уште многу да говорам за успесите на нашето училиште и во минатото и сега. Меѓутоа, ќе оставам за тоа да говорат фактите. Но, едно ќе ветам, дека сите ние вработените тука, ќе се грижиме и понатаму за нашата воспитно-образовна дејност, која што секако е првенствена, и ние ќе бидеме звезда водилка за идните генерации. И годинава беше доделена награда за ученик на генерацијата. Ученичката на генерацијата се заблагодари на своите наставници. Училиштето додели и награди за континуирано работење од 10 години во училиштето, а благодарници исто така беа доделени и на наставници кои се веќе пензионираат. Од името на пензионираните се обрати наставникот Марко Орешков. Вела дека човек може кардинално да сгреши два пати во животот. При изборот на својот сопатник
и при изборот на професијата. Го завршувам работниот век среќен и задоволен дека такви грешки нема. Не само супругата туку, ако треба одново да барам работно место, ако се вратам назад, пак би го избрал истото. Од тука денешниот ден не е ден за тага и разделба, туку ден кога сум благодарен што сум го изодел овој пат, што сум имал прилика да дадам свој печат, придонес во овој свет, во една од најблагородните професори и да запознавам и делам и добро и лошо со вас, почитувани колеги. Извинувајќи се за некоја непромислена и ненамерна избувлива реакција, се разделувам од вас, надевајќи се дека сепак ќе се сеќавате повеќе на многоте убави мигови кои ги делевме по школските ходници, заедно, колку и да беше или безнадежна и објективна ситуацијата околу. Нека ве води како и мене ни целиот работен век мислата дека градиме личности кои еден ден можеби ќе створат подобро утре и за нас и за нашите поколенија. Тогаш и ние ќе станеме дел од историјата како темел во подобриот свет. Да се научи едно дете на честност, на култура, знаење, знае да биде многу потешка работа од множењето и делењето. Ама не жалам за ниту еден миг поминат во таа благословена дејност. Напротив, заминувам со крената глава и чист образ, среќен дека сум бил дел од многу животни приказни и сум влијал на еден или на друг начин. Надевајќи се на уште многу наши средби, овде и надвор, ќе оставам со надеж за полно здравје, ве оставам со надеж со полно здравје, среќа и успеси и ви посакувам до сите да сите ја доживеете денешната моја радост и исполнете. Уште еднаш благодарам и бевте дел од мојот. Одбрежувањето на патрониот празник, училиштето го продолжи со културно-уметничка програма подготвена од учениците.